Гужва, галама, FM врева. На радио Слободна Македонија. Фреквентно модулирана врева на брановите на радио Слободна Македонија продолжува со гостин, најавениот, меѓутоа нели го чувавме во тајност, господинот Живко Поповски Цветин. Ние гостин во студиово, зошто? Заради тоа што во рамките на мисиите на Македонското здружение за култура, обичаи и традиции Городцвет, во соработка со Здруженијето на граѓани Хуман Свет, а по повод Свети Трифун, денот на закријувањето на лозата и магијата на виното како македонски символ на богатство и светост, и Свети Валентин, меѓународниот ден на влюбените и љубовта, организираат неколку настани во текот на февруари месец. Настаните започнуваат на 12:02 со дебармански средби, а со што се ќе продолжат? Дознаваме од прва рака од господинот Живко Поповски Цветин, несуден нобеловец. Добар ден, добре дојдовте. Кога велам нобеловец, мислам несуден нобеловец за мир. Да, добар ден до сите слушатели на Слободна Македонија и да дигнеме врева во оваа прекрасна емисија. Да креваме малку врева. Така е, вие се разбира дека ќе кревате врева низ Скопските улици и се започнува на 12:02. Ајде да ја представиме оваа традиционална манифестација. Па да, токму така, ова е традиционална манифестација која од 2004 година навамо се случува баш по повод Свети Трифун и Свети Валентајн, денот на виното, лозата и љубовта. И годинава на 12 февруари започнуваме да ја одбележуваме оваа наша манифестација која традиционално, како што реков, ја започнавме од 2004 година. Манифестацијата почнува на улица Коле Неделковски, каде во дворот на една куќа го зарежуваме лоза. Така, зошто ја закријувате лозата? Ја закријуваме лозата за да од неа земеме едно гранче, да го ставиме во шишенце, така, а да собереме и дел од солзите на лозата, што символично значи солзи на македонската земја и на македонската мајка, така, со својата татковина, и да заедно со рујното црвено вино и пораката за мир ја пуштиме во осветените води на реката Варда. Така, значи осветени се водите за време на 19.1, да подобјасниме малку, значи. Да. На 19 веќе се осветени водите и во тие свети води ќе се нурне пораката за мирот по повод нели Свети Трифун, и се разбира и Свети Валентин, меѓународниот ден на љубовта, нели, мирот и љубовта. Така, тука се спојуваат мирот и љубовта. Сега, ајде да ги подсетиме оние помладите, малку ајде да им одржиме час по лозарство, значи кога ќе се исоче гранчето од основната, од мајката лоза, ајде така ќе кажеме. Да. Значи така, од мајката лоза кога ќе се исоче гранчето, тоа гранче понатаму може да се стави во земја и тоа гранче да изроди нови растенија, нови грмушки и сето тоа нели се мултиплицира, па на тој начин символиката е сосема јасна, нели за род, за плод и за берекет во наредната година. Ајде така ќе кажеме, ако од празник до празник ги мериме наредните 365 динови, ќе му дојде уште една нова година, овој пат Свети Трифунска или Свети Валентинска. Значи во 3 дена ќе биде распостелана оваа традиционална манифестација од годината 2004. Што друго ќе се случува во наредните денови, господине Цветин? Да, уствари во истиот ден во 12 часот после откако ќе така пуштиме пораката, ние кај Жабарот се среќаваме со поголем број на истакнати поети од нашава земја, кои ќе читаат песна за виното, за љубовта. Потоа можеме ли да споменеме некако заради тоа што во првобитната информација која што имам не се наведени учесниците во тој поетски перформанс? Да, тука ќе имаме поети Горан Анчевски, Анита Бошкова, потоа Драгица Најчевска, Драгица Пандиловска, Лjerka Тотнаумова, Стојан Арсич и многу други, да не ги заборавам сега сите што ќе настапуваат, Тања Стоилкова и така натаму. Добро. Тука ќе настапат и две музички групи, Серенада и Смирна. Потоа ќе настапи Серафина Фантаузо, Ристана
Да кажеме дека Николовска. Серафина Фантаузо е истакната македонска оперска певица, Так. која знае убаво да пее и народни песни, Што- и со што забавни, ќе и настапи? така натаму. Со што ќе настапи? Ќе има класичен репертоар Па или пак може ќе би? има и народна, и со народна музика ќе настапи песна и со забавна. Значи ќе ја видиме Еден убав во амбиент. повеќе димензии Серафина Фантаузо. Да, точно така. Добро. Тука ќе имаме една шаховска, би рекол, работилница или симултанка, каде што Димитар Илиевски, меѓународниот шаховски мајстор, ќе биде нападнат од сите учесници со по еден потез Добро. и дали ќе успее да не победи сите или ние ќе успееме да го победиме тој познат наш шаховски мајстор. А исто така ќе има и малку хумор, малку забава и едноставно го заокружуваме негде од 12 до 15 часот тој дел од настанот. Добро. Но вечерта, почнувајќи од кај Апче, односно фурната Силбо, каде што ќе добиеме, односно ќе биде подготвена за овие депармалските средби една погача убава. Потоа ќе започнеме со рујно црвено вино, да се загрееме малку и од тука тргаме по улицата Костурски Херои, така? Херои. Продолжуваме накај Министерството за одбрана во тој правец. Од еден балкон една позната и учесничка во хорот Серенада, исто така и писателка, односно поетеса Тања Стоилкова. Таа ќе ни фрли од балконот нејзин вода, цветиња и парички. Тоа Вода символично. зошто? Зошто вода, зошто Водата цвеќе, се зошто фрла пари? за да ги избрка оние што не ги сака, цветињата за оние што ги сака и паричката за оној среќник што ќе ги најде тие парички. За која сума станува збор, кажете ми каде точно ќе Сумата фрлат не за е да голема, дојдам. можеби Да ги ќе не викнам и колегиве да собереме нешто. можеби ќе не изненади некој златник да фрле, Аха. па некој златен младич да се појави. Аха, Потоа добро. продолжуваме по улицата Дебарца, во една кафана позната Не како кажувајте, Антица. значи во ред, меѓутоа сепак премногу споменуваме нели угостителски објекти и така натаму кои не се спонзор на емисија, ви заради Добро, тоа не е заради во ред. Антица, песната Антица ќе се Аха, запее и добро. ќе се пие рујно вино. Добро. И потоа одиме кон ова Боенската улица, каде што ќе пиеме кафе, Така. Скопските меракли, во Скопски мерак нормално Така. тие боеми ќе се собереме. Тука ќе има една беседа за виното и љубовта од Моника Стојанова. Малку ќе се дружиме повторно со поезијата, со музиката, со песната, со забавата и на крајот да завршиме во сладкарницата Апче, каде што и тамо продолжува нашиот настан со заблажување и така Во 19 часот и 30 минути, значи ќе се случува нешто што вие го велите, манифестираме безусловна љубов низ песна, низ слика, изненадување и така натаму. Вашите цвеќиња на мирот каде се тука, господине Цветин? Па тука ќе бидат следниот ден на 13. Тие ќе бидат во двојна улога. Добро. Да им дадеме љубов на оние кои навистина им е потребна, на семејствата кои се Социјално загрозени. социјално загрозени, Добро. а исто Што ќе им така дадете на нив и кога ќе им го дадете тоа на нив? тоа ќе биде на 13 Ќе во има нека кинотека на хуманитарна? Македонија, Аха. ќе се врши аукција на слики, каде Добро. што сликите, моите слики цветиња на мирот, Цвеќињата на мирот? ќе се продаваат и средствата ќе бидат употребени за семејствата, Донирани за семејства со социјален ризик. семејствата на самохраните родители, потоа на семејствата, односно лицата кои имаат оштетен вид, слух и говор, значи да им дадеме и нив љубов, да им дадеме надеж и на тој начин да помогнеме и во таа смисла во очи на 14 кога вистински, да речеме, денот
Свети Трифун и Свети Валентайн. Значи, вие оваа година имате и 30 годишна мисија на мир, така и 10 годишна меѓународна посветеност на хуман свет. Сето ова ќе биде нели манифестација на безусловна љубов, на песна, на слика, на изненадување и така натаму. Значи, ќе можат слушателите кои сега не следат да надаваат за да се слеат парите кои што ќе ги донираат, односно ќе ги донираат, ќе ги дадат, ќе ги платат вашите дела, да можат понатаму да се донираат на оние кои што веќе ги споменавте, на оние кои што има најпотребно. Ќе ги изненадам со тоа што додека трае аукцијата јас ќе сликам и тие слики што ќе ги насликам тогаш оние што ќе бидат извлечени од барабанот на присутните преку тие картички што ги плаќаат 200 денари. Некој среќник сигурно ќе добие по една слика, сигурно тука десетина среќници од таа аукција ќе имаат луѓе да имаат моја слика без никаков надоместок. Дами и господа, тоа изгледа вака. Поздрав до сите оние кои малку подоцна на YouTube ќе имаат можност се разбира да не проследат. Имаме ние YouTube канал Радио Слободна Македонија и гостите на FM Врева апсолутно дека се селеваат веднаш по емисијата на YouTube каналот. Значи, навистина е голема чест да се биде заедно со вас господине Живко Поповски Цветин во FM Врева на Радио Слободна Македонија. Секогаш носите неверојатна количина на мир, неверојатна количина на љубов, а сето тоа нели не може никој друг да го даде освен човек кој создава вакви прекрасни цвеќиња на мирот. Уште еднаш, дами и господа, ве повикуваме пред се на дебармалските средби на 12.02 и понатаму уште следните 2 дена ќе се случуваат навистина фантастични работи за жителите на главниот град на Република Македонија. Господинот Цветин вели ќе ни биде чест доколку споделиме љубов и време со секој од вас. Исклучително задоволство нели доколку не поддржите во идејата едновремено подарете двојна љубов, подарување на светлина на оние кои помалку ја имаат, а едновремено и кон некој близок со покана на настанот или со подарување на прекрасен акварел од познатиот мировник на акварелот или пак можеби цвеќињата на мирот, мировник Живко Поповски Цветин го имаме токму сега во Врева на радио. Господине Цветин, ако треба уште нешто да додадеме заради тоа што тука треба да ја спуштиме зависата на разговор. Ја мислам дека информациите се доволни, она што ти го кажа на крајов. Крајот го краси делото. После тоа ништо, ни еден збор не треба да се додаде, ни точка, ни запирка, ни прашалник. Замолкнуваме. Време за ЕПП во FM Врева. Благодарам многу. И јас ви благодарам.